Љубовта на пратениците кон премиерот е огромна, ама невозвратена. Желбите остануваат неисполнети. Ја би бил пресреќен доколку мене премиерот ми одговори на овие прашања што сакам да ги поставам. Согласно првото поставено прашање на пратеникот, одговор ќе даде заменик министерот за финансии. Се разбира, не може секому да му се исполнат желбите. Политиката не е бајка, уште помалку лото. Иако има функционери на кои среќата им се насменува, па дури и кога не купиле лос. Некои не само што не играат, туку и го искинале ливчето, а сепак извлекуваат добитна комбинација. Zoti Petaj, domethënë, është Vladar Heshe për të emëruar përfaqësues special në Bruksel. Domethënë për të marrë pozitë të re. Многумина од партнерите се надеваат дека премиерот ќе биде даражлив и конлив, бидејќи во очекување на предстојната реконструкција според нивните математики, тие сметаат дека и правдата и се треба да остане на нивна страна. Органите и телата на ЗНАМ направија евалуација на работата на сите јавни функционери од ЗНАМ и генерално ние сме задоволни од нивниот учинок, така да не очекувам никакви измени во делот на ресорите од страна на ЗНАМ. Измени и ротации можеби ќе има, можеби не, но патот кон едината е трасиран. И дали е тоа трета, втора или прва позиција во светот, разликите се евидентни, само по презентацијата. За разлика од минатото, кога државата правеше социјални трансфери за да купува социјален мир, оваа држава финансира развој и во таа насока ќе продолжи и понатаму да финансира развој. Сепак, постојат и такви што инсистираат да бараат детали. Не оспоруваат дека растот постои, туку само инсистираат да се разбере неговата структура, што точно расте и колку од тоа растење е навистина раст. Во растот од 3,1% финалната потрошувачка влијае со 86,4%. 13% е се останато. Тамо е индустријата, преработувачкиот сектор, извозот, увозот. Ова, гледано економски, во долг рок, не навестува сјајна иднина. И на крајот, кога бројките ќе почнат да стануваат сомнителни, се појавува најважниот ресурс на секоја гарнитура. Нескрен оптимизам, ама со подложено дејство. Јас можам да ви гарантирам дека вистинските промени ќе ги почувствуваат за 1000 години. Можеби 15 години. А со што ни гарантирате? Со што ни гарантирате? Не, тогаш евентуално ќе чувствуваат многу повеќе ќе го почувствуваат. Се чекало и пак ќе се чека. Разликата е само во тоа што сега чекањето има некаква временска рамка, ама и неважечка гаранција. Оти ниту една не почнува со можеби и завршува со евентуално.